Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во претходната епизода го читавме Псалм 137, каде е опишано искуството на израелците додека се наоѓаа во вавилонското заробеништво, за тоа како народот тагуваше покрај вавилонските реки, закачувајќи ги своите харфи на вавилонските дрвја. Но Псалм 138 е поинаков, бидејќи во него авторот го слави Господ и вели дека го прави тоа пред ангелите. Претходно читавме дека израелците не сакаа да го слават Господ пред луѓето, а сега Господ е прославен пред ангелите. Интересна разлика, зарем не? Стих 1. Ке те славам тебе, Господи, со сето срце свое и ке ти пеам пред ангелите твои, зашто ги слушна сите зборови на устата моја. Сакам да обрнеме внимание на оној дел од стихот каде Давид вели дека ќе го слави Господ со сето свое срце. Ова е исклучително важен аспект на славењето, на кој честопати сме подсетени во Светото Писмо. Во книгата Повторени закони, Мојсей ги охрабрува израелците да го сакаат Господ со сето срце. Тука Давид вели дека ќе го слави Господ со сето срце. А во писмото зборот срце се однесува на човековата внатрешност, на централниот аспект од неговото битие кој ги вклучува волјата и чувствата. Денес ние треба да се преиспитаме и искрено да дадеме одговор на прашањето: дали го славам Господ со сето срце? Дали живеам целосно предаден на Господовата волја? И дали со целото мое битие сакам да го прославам само Него и никој друг? Знаете, Бог од нас не бара само да одиме во црква еднаш во неделата, да извршиме одредени ритуали и обреди и потоа да си продолжиме постаро. За жал, многу христијани денес на таков начин ја сваќаат христијанската вера. Тоа не е христијанство, туку би рекол дека е некаква карикатура на христијанската вера. Каква е ползата од верата ако не го менува нашето секојдневие? Каква е ползата од верата ако не учи само во недела да ја слушнеме беседата во црква, а потоа да го критикуваме свештеното лице или останатите браќа и сестри од заедницата? Патем, како што можете да забележите, во овој стих авторот вели дека ќе го слави Господ пред ангелите. Во писмото се вели дека на небесата ангелите постојано го слават Господ. Така што, кога ние луѓето на земјата го славиме Него, на некој начин би можело да се каже дека се придружуваме на ангелските песни. Стих 2. Се поклонувам пред светиот Твој храм и го славам името Твое за милоста Твоја и за верноста Твоја, зашто го возвеличи името Свое свето над се. Како што можете да забележите од проучувањето на книгата Псалми, во овие песни често се зборува за Господовото име. Во некои псалми авторите го величат Господовото име, а тука се вели дека самиот Господ го возвеличи своето име над се. Тоа во суштина значи дека Господ владее над се и неговото име е повозвишено од сите други имиња, особено оние на лажните богови на кои им се поклонуваат народите. Може би прашањето за нас денес е: дали во нашите животи Господовото име е возвишено над се? Дали оддавањето чест на Господ е нашиот главен животен приоритет? Неговото име е свето, што значи дека преку живеењето во светост ние го величаме Неговото име. Стих 6. Зашто возвишен е Господ и понизниот го гледа, а горделивиот оддалеку го познава. Господ е возвишен, тој е возвишен над се. Тој ги гледа понизните, а горделивите оддалеку ги познава. Интересно, зарем не? По кој знае кој пат во Светото Писмо читаме дека Господ ги гледа понизните. Патем, во овој контекст, ова значи дека тој благонаклоно ги гледа оние кои понизно чекорат пред него. Од друга страна, тој ги познава и горделивите, но оддалеку,
Односно, тоа значи дека таквите луѓе не можат да имаат блиско општење со него. Во своето послание, глава 4, стих 6, Јаков вели: Бог се противи на горделивите, а им дава благодат на понизните. Во 1 Петрово, глава 5, стих 6, апостолот Петар не потикнува со зборовите: понизете се под моќната Божја рака. Како што можете да забележите, во писмото јасно се вели дека Бог бара од нас да се понизиме и дека тој ја цени понизноста. Понизноста е честа тема во Божјиот збор. Можеби ќе се сетите, но во Псалм 131, стих 1, царот Давид за себе вели дека неговото срце не се гордее, ниту пак неговите очи се воздигаат. Потоа, во Старозаветната книга на пророкот Исаја, глава 57, стих 15, се вели: Зашто вака вели високиот и возвишениот, вечно живиот, чие име е светец. Јас живеам на небесната височина и во светилиштето, но јас сум и со оние кои имаат скршено срце и понизен дух, за да го оживувам духот на понижените и да ги оживувам срцата на поразените. Ова се важни зборови кои би било добро да ги имаме на ум низ целиот живот. Потоа, во Исаја, глава 66, стих 2, читаме: Зашто сето тоа го создаде мојата рака, и сето тоа е моје, вели Господ, а еве на кого ќе погледнам, на понизниот и скршениот по дух и на оној што трепери пред моето слово. Дали треперите пред Божјото слово? Дали кога го читате Светото Писмо, имате стравопочит кон тоа што во него е запишано? Тоа е еден од главните знаци на понизноста во животот на верникот. На таквите луѓе Бог ќе погледне благонаклоно. Стих 8. Господ ќе направи што е добро за мене. Твојата милост, Господи, е вечна. Делата на рацете своји не оставај ги. Според мене, ова е старозаветна поука која во суштина е иста како зборовите на апостолот Павле во Филипјаните, глава 1, стих 6, каде пишува: Уверен сум дека оној кој го започна во вас доброто дело, ќе го доврши се до денот на Исус Христос. Сега доаѓаме до Псалм 139, кој е исто така дело на царот Давид. Станува збор за теолошки псалм во кој се обработуваат Божите особини во контекст на неговото општење со созданието. Тука се спомнати Божјото сезнаење, сеприсутност и семоќност, особини кои се исклучително важни. Мислам дека нема потреба многу детално да ги објаснувам зборовите кои предмалку ги кажав. Божјото сезнаење како особина значи дека Бог знае се и нема потреба да учи или дознава нови информации. Божјата сеприсутност како особина значи дека Бог е насекаде. Но, од светописна гледна точка, треба да нагласам дека неговото присуство е посебно на оние места каде луѓе се собираат во неговото име. Божјата семоќност значи дека Бог може да направи се. Или подобро кажано, Бог може да направи се во контекст на интегритетот на неговиот карактер. Тоа го велам бидејќи Бог не може да направи греф, што значи дека има одредени нешта кои Бог не може да ги направи, бидејќи би биле противречни на тоа кој е самиот тој. Ке почнеме со читање. Во првиот стих читаме за Божјото сезнаење. Таму се вели: Господи, Ти си ме испитал и ме знаеш. Бог те познава тебе, ме познава и мене. Тоа не значи дека само ни ги знае нашите имиња и каде живееме, туку не познава подобро од што се познаваме самите себе си. Тој многу добро знае што се случува длабоко во нас и што има во нашите души. Токму затоа, често сакам да кажам дека Бог е всушност најдобриот психијатар. Затоа, бидејќи ве познава толку добро и длабоко, можете да се отворите пред Него за се што ве мачи во животот. И не само тоа, туку од Него да барате помош за секоја ситуација, околност,
траума, криза или потреба во животот. Но, тоа што е уште поневеројатно е дека Бог не само што целосно не знае, тој и целосно не сака. Стихови 2 до 4. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Ти оддалеку ги разбираш мислите мои. Одам или лежам. Ти се гледаш. Сите патишта мои си ги предвидел. Уште зборови не ми дошле до јазикот мој, ти, Господи, веќе ги знаеш. Сите ваши мисли, оние кои никој друг не ги знае, оние кои ви е страв или срам да ги вербализирате, сето тоа го знае Бог. Секоја заклетва која сте ја дале, дури и оние заклетви кои никој друг не ги слушнал, Бог ги знае. Ова би требало да не поттикне да живееме со стравопочит кон Него, но и да внимаваме на секоја наша мисла, збор и дело. Продолжуваме со читање. Стихови 5 и 6. Ти ме обкружуваш, зад мене си, пред мене си. Раката Твоја е положена над мене. Се восхитувам на Твоето знаење. Тоа е превисоко и не можам да му приидам. Некој можеби ќе праша, како може Бог да знае толку нешта во однос на нас? Како може Бог да знае се за сите 8 милиарди луѓе? Мојот одговор е истиот како оној на Давид и ќе кажам, не знам. Самиот Давид вели дека Божјото знаење за него е превисоко и не може да му прииде, односно не може да го разбере. Но Божјото сезнаење не треба да не плаши, колку што треба да ни даде утеха, затоа што Бог не знае, ги знае сите наши гревови, а сепак одлучи да не спаси. Јас лично верувам дека Божјото сезнаење значи дека Тој ги знае нашите дела уште пред ние да ги направиме. Например, уште кога го одбра Давид за цар, Бог знаеше дека еден ден Давид ќе направи сериозен грев со жената на Урија. Исто така, Бог знаеше дека Јуда ќе го предаде неговиот син Исус Христос, а сепак, во својата суверена волја одлучи и Јуда да биде дел од 12 апостоли. Сега, во следните неколку стихови, се обработува Божјото сеприсуство. Всушност, Давид на сликовит начин објаснува дека каде и да оди, Бог е веќе таму и не може да се сокрие од него. Стихови 7 до 9. Каде да одам од Твојот дух и од лицето Твое каде да побегнам? Ако се искачам на небото, Ти си таму. Ако слезам во подземјето, Ти си и тука. Ако ги земам крилјата на зората и се преселам на крајот од морето. Не можеш да побегнеш од Бог. Можеш да се качиш на месечината и тој е таму. Можеш да одиш на најлошото и најгрешното место во светот и тој ќе биде таму. Обидот да се избега од Бог е невозможна мисија. Давид вели дека дури и да оди во подземјето, Бог ќе го пречека и таму. Стихови 10 до 12. И таму ќе ме води Твојата рака, Твојата десница ќе ме држи. Ако речам, може би темнината ќе ме покрие, но и ноќта е како светлина околу мене. И темнината нема да биде темнина за тебе. И ноќта за тебе е светла како ден, и темнината како светлина. Мислам дека тука повторно се враќаме на Божјото сезнаење, бидејќи преку овие зборови Давид сака да каже дека нема нешто кое на Бог не му е познато, дури и ако се обидеме да се сокриеме во темнината, односно дури и ако сакаме далеку од очите на јавноста да направиме нешто кое ќе остане тајно, сепак на Бог ќе му бидат познати нашите дела. Стихови 13 до 15. Зашто Ти си ја создал мојата внатрешност и ме оформи во мајчината ми утроба. Те прославувам затоа што сум чудесно создаден. Прекрасни се Твоите дела, душата моја тоа добро го знае. Ниедна моја коска не се сокри од Тебе, додека настанував во тајност, исткаен во длабините на земјата. Неколку децении наназад, особено на Запад, се води дебата за абортусот.
дали жената има право да го абортира своето дете доколку не сака да го роди? За жал, во минатото една видна личност го одговори ова прашање со следните зборови. Во Библијата не пишува ништо во однос на тоа, така што Бог ни остава на нас да одлучиме дали абортусот е добар или не. Не се согласувам со оваа изјава. Стиховите кои предмалку ги прочитавме се одговор на тоа важно прашање. Давид вели дека Бог е оној кој го оформил во мајчината утроба, односно Бог е неговиот создател. Ако Бог е оној кој ги оформува бебињата во утробата, кои сме ние да му го одземеме животот на тоа Божјо создание? Стих 16. Твоите очи го видоа зародишот мој, и во книгата твоја се е запишано за мене. Дури и деновите мои се забележани кога уште не постоеше ни еден. И овие стихови се однесуваат на Божјото сезнаење. Давид е свесен дека Бог знаеше се за него уште пред да се роди, затоа вели дека неговите денови се забележани уште кога не постоеше ни еден. Се разбира, тоа не значи дека само затоа што Бог знае однапред се за нас, дека ние немаме одговорност за нашите постапки. Патем, сакам за крај да кажам уште збор 2 за темата абортус. Знам дека тоа што ќе го кажам ќе предизвика непријатни реакции кај некои луѓе, но сепак јас сакам да ја зборувам вистината, без разлика како таа ќе влијае на другите. Според мене, абортусот е убиство и треба да се третира како такво. Секоја жена која се одлучила за абортус и секој доктор кој го има извршено тој чин се виновни за убиство на бебе. Предпоставувам дека некој од вас кои ја слушате оваа програма сте виновни за такво нешто. И ова што го зборувам не го велам само за да ве осудам, туку да ви укажам на вашиот грев, а и да ви нагласам дека Бог може да ви прости, само доколку го признаете тој грев и се покаете за него. Стих 19. Кога би сакал да ги убиеш, Боже, грешниците, и ставете се од мене крвопијци. Бог ќе им суди на грешниците и ќе ја воспостави својата правда. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.